Компаниите кои сакаат да бидат конкурентни на европскиот пазар со поедноставени царински постапки ќе мора да добијат статус на овластен економски оператор. На тој начин им се овозможува намалување на трошоците, но и избор на кое подрачје ќе биде царината. Ова беше пораката на првиот човек на Царинската управа на Македонија, Ѓоко Танасковски, кој во Струмица го презентираше концептот овластен економски оператор. Концептот на овластен економски оператор значи поволности за македонските компании, како на македонското царинско подрачје, така и во царинското подрачје на земјите од ЦЕФТА регионот. Односно, овозможува приоритетен третман при извршување на царинските контроли, односно дава можност за избор на местото на истовар, за помал број на документарни и физички контроли, со што ќе дојде до намалување на трошоците на самите компании, а тоа доведува до зголемување на нивната конкурентност. Во Србија веќе има над 10 овластени економски оператори, во Молдавија над 120. Според Танасковски и македонските компании е почнале постапката за добивање новој статус, се со цел намалување на безбедносните и сигурносните контроли при царината во земјите членки на ЦЕФТА. Има кои што ги пополнуваат прашалниците, тие се нормално доста обемни, бидејќи овај концепт на овластен економски оператор мора да ги гарантира од страна на безбедност и на сигурност на компаниите, за да по негово стекнување довербата ја имаат не само во ЦЕФТА регионот, туку и во земјите на Европската унија. Промоцијата на концептот овластен економски оператор се реализира со помош на УСАИД за поголем регионален економски раст, но и усогласување на македонското царинско законодавство со она на Европската унија.